И како што најавив на самиот крај до емисијата, ќе ги имаме линковски Црвениот крст, кој што ќе не ги презентира нивните активности, мобилни екипи, нивните планови поврзани со справувањето со овој топлотен бран кој што не зафати. Ивана ќе разговара ова утро со нив. Ивана, добро утро. Добро утро искрен до тебе и до сите гледачи на Добро утро секој утро. И тоа не само добро утро, така да ти посакам, да. Повели, Ивана, да, можам да замислам како ти, затоа да не те задржувам, повели со твоите гости. Да, не очекува и оваа недела повторно да продолжува оној топлотен африкански бран кој што ја зафати нашата земја. Денеска температурите се очекуваат од 36 до 43 степена низ Републикава и така ќе биде и до крајот на неделава. На некои места се очекуваат и максимално 45 степени. Па за тоа како да се преживее надвор на отворено во овие топли денови кои што ни престојат и кои што ги имавме и во текот на изминатата недела, како помага Црвениот крст во справување со оваа портокалова фаза и на висок УВ индекс кој што изнесува 10 денеска. Ова утро ќе дознаеме од Аргент Челјафи. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Аргент. Како се справува еве Црвениот крст, односно како помага на луѓето, на граѓаните, на сите оние на кои што им е потребно, на сите ни е потребно, бога ми, во овие топли денови некаква помош. Добро јутро. Од мене до вашите гледачи, Црвениот крст согласно акциониот план за действување топлотниот бран, ова недела ќе действува на терен со 4 тима. Тимовите се составени од парамедик, лекар и возач, кои ќе бидат на најфреквентните автобуски постројки во период од 11 до 16 часот. Ќе делат вода и нормално тука ќе бидат за граѓаните доколку е потребно совет или било што. До сега претходната недела ја завршивме со 2300 шишиња вода, 30 интервенции асистенци и 3 транспорта. Станува збор за транспорти на постари лица кои се затекнале на автобуски постројки што се директно изложени од сонце. Лицата се транспортирани до нивните домови. Транспортот се прави во крајна инстанца, тоа не е првобитно. Првобитно е да се дели вода, односно да се превенира во намалувањето на штетите од топлотниот бран. Знаеме и самите дека нашиот регион, односно Скопје, е зафатен од портокалова фаза. Екипите се за граѓаните, но пред се мора и самите граѓани да бидат внимателни. Тие тоа се една од препораките, доколку во период од 10 до 17, односно 11 до 17 часот немате потреба да излезете, да ги напуштите вашите домови, доколку веќе работните задачи, условно кажано, и ви налагаат да излезете од домот, тогаш користете заштитни средства, капа, наочари, носите светла облека, не конзумирајте алкохол доколку е возможно, дали сепак сме балканци и тоа е ние дел од наша култура. И што е најбитно, сепак послушајте го вашето тело. Екипите се на терен, морам да напоменам дека станува збор за екипи составени од волонтери кои што ќе бидат на служба на граѓаните. Целата акција е поддржана од Државна лотарија на Македонија. Така, Аргент, но што се однесува еве до самените стари изнемоштени лица кои што се наоѓаат дома, како можат да се обратат да побараат помош од Црвениот крст кога им е најнеопходно? Во период од 8 до 16 сите канцеларии на Црвениот крст, вклучувајќи Црвен крст на град Скопје и 5 општински организации ќе бидат на служба на граѓаните. Можат граѓаните да го пријават својот, условно кажано, проблем доколку или својата потреба. Самите наши колеги ќе ги алармират тимовите за евентуално потреба од действување и својот. Така да ова е една од активностите на Црвениот крст. Нормално доколку граѓаните забележат и бездомно лице, најранлива категорија целост се бездомните лица, може да пријават во
Момин поток, пунктот за бездомници. Тимот, односно нашите колеги што се таму, ќе го процесира случајот до нашите тимови, доколку е потребно и оние сами ќе излезат на терен и ќе, условно кажано, бездомникот ќе биде згрижен. Тоа е една од активностите. Другата тековна активност е се спасителите на вода, нели за тие граѓани кај што спасот од овие горештини го барат на водените површини. 15 спасители на неколку водени површини ќе се грижат за безбедноста на граѓаните. Зборам сезоната е отворена од 15.6. до сега бележат 11 активни давеници. Зборам појаснување до гледачите, активен давеник лаички кажано кога веќе прета, бара помош и све остало. Сите се згрижени, се е безбедно. Над 100 интервенции, асистенции, 3 транспорта до ургентен центар, така да веќе е сезоната и како е во полнек. Да, затоа е тука нели Црвениот крст и волонтерите на Црвениот крст да помагаат во овие тропски денови кои што ги зафати главниот град, но и цела република. Волонтерите се тука и надвор од топлотниот бран. Волонтерите имаат една мисија да помогнат таму кај што е потребно. Речем, поголемиот дел од нашите колеги доаѓаат биле сами волонтери и си ја знаат и си ја работат одговорно, си ја знаат работата и си ја работат со љубов. Пошто еднаш ка волонтери цел живот ќе бидете волонтер според мене. Така да овие две работи ви ги напоменав, исто така заборев пренесам за тие за време на викенд, за тие што сте љубители на планината. Тимот за спасување на планина ќе се погрежи преку планинската спасителна водно да ги покрие, односно да граѓаните што го посетуваат водно да бидат безбедни. Во период од 10 до 17 часот, исто така за време на викенд има дежурни волонтери, односно дежурни волонтери на тимот за спасување на планина, во кои граѓаните може да се обратат доколку имаат потреба. Така да горе-доле до септември сме покриени со овие активности што се директно насочени кон самата заедница. Благодарам, Аргент, на одвоеното време. Црвениот крст секоја година постојано нели дава поддршка на граѓаните кога станува збор нели за вакви временски услови кои што се веќе неподносливи нели температурите во главниот град. Затоа и владата на Република Македонија од минатата недела, односно од петокот на седница на владата ги усвои препораките за оваа протоколова фаза, односно се ослободуваат од работа бремените жени и возрастните лица над 60 години. Дел од препораките се и децата во градинките да не се вадат надвор на отворено после 11 часот. Секако да не излегувате од вашите домови доколку тоа е неопходно, особено ова важи нели за постарите лица од 10 до 17 часот. Седете во вашите домови, верувајте дека таму ви е многу поудобно отколку надвор, но и секако сите оние кои што имаат потреба да излезат надвор, да носат светла, лесна облека, да носат шешир, капа, но и да си носите секако и вода со вас постојано. Секако тоа е искреве. Ке ве поздравиме од центарот на главниот топол град во нашава земја, така што се надеваме дека ќе наскоро и ќе заврши овој африкански топлотен бран кој што ја зафати републикава. Да, ти благодарам многу, Ивана. Според најавите до петок. Ќе трае, од петок има некоја промена, но тоа рековме според најавите. Дали ќе испадне така, ќе видиме дополнително.